Одговорно за смртните случаи во детската клиника ќе има. Ова го најави директорот според кого постојат индикации за лекарска грешка кај еден од случаите, но не прецизираше за кој случај станува збор. Но за Мемеди вперените прсти кон него и кон клиниката која изминатиот период се најде во црните хроники на медиумите, било хајка. Тој и клиниката биле мета на критики и напади. Сепак најави законска постапка против лекарите за кои што е констатирано дека направиле грешка при лекувањето. Во последно време бевме сведоци на една асиметрична кампања насочена против Универзитетската клиника за детски болести и лично против мене, иницирана од поединци тука кои имаат само лични интереси и болна намера за власт и позиција преку злоупотреба на детски судбини. Тие поединци многу добро знаат дека за дезинформациите, клеветите и расистичките надписи кривично се одговара. Инаку Мемеди е свесен дека условите на детската клиника се далеку од стандардните какви што пациентите заслужуваат. Рече дека имаат проблеми со водата, па посочи хипотетички пример. Ако се случи пожар во погорните спратови, притисокот на водата е слаб и не ќе може да го изгаснат. Но истовремено најави дека во наредниот период целосно ќе се реновира кујната, сервисирање на лифтовите, а ќе се обезбеди нов систем за наводнување и реконструкција на ординациите. Таа пумпа, хидрофорот, од 2018 година е надвор од употреба. Замислите денеска да имаме ние пожар по оддели горе по спратови, ние немаме притисок, односно немаме вода за гасење пожар. Ќе обезбедиме комплет нова пумпна станица со комплет нови пумпи и просторијата во смисла на изолација, пошто таму е комплет руинирана станица. И сега сум во фаза на проект и ќе монтираме комплет нови лифтови, двата кои се постари. Според Мемеди смртноста на малите деца на клиниката е тројно намалена во споредба од пред 10 години. Министерството за здравство и детската клиника продолжуваат да ги подобруваат условите за лекување на децата и зголемување на стручниот кадар во рамки на клиниката. Последниот трагичен случај на клиниката беше 5-годишно девојче за кое министерот Таравари рече дека не сака да суди пред да го добие целосниот извештај. Инспекторите констатирале лошо водење на евиденцијата за починатото девојче, а алармантно беше и тоа што и покрај укажувањата на инспекторатот, се уште на клиниката дежураат само специјализанти. Предходно почина и бебе, кое пред да заврши трагично на клиниката, беше буквално шетано од една во друга здравствена установа.